Македонија меѓу државите во Европа со најголем раст на платите изминатава година. Земјава се најде на високото 6-то место во Европа според зголемувањето на просечната нето плата за 12 месеци од 10,5%, односно за речиси 5000 денари. За премиерот Мицкоски овие позитивни резултати се доказ дека опозицијата лаже кога обвинува дека платите во Македонија не растат. Медиумите и во Македонија, но и оние статистики во Европа, Евростат, ја демантираат опозицијата која што велеше дека не растеле платите, еве тие вела дека шеста е во Европа во конкуренција на земјите од Европска унија и земјите кои што се кандидати за членство во Европската унија. Изминатата година, зборувам јули месец споредено со изминатата. Јули месец оваа година споредено со јули месец минатата година. Така што просечната нето плата во јули годинава изнесува 45.276 денари и е повисока за 10,5% споредено со истиот месец лани. Најголем скок на платите се забележува во административните и помошни услужни дејности од дури 16,5%. Следуваат образованието со пораст на примањата од 15% и здравството и социјалната заштита со 14,8%. Премиерот претходно напомена дека е нормално работниците никогаш да не бидат задоволни од висината на примањата и дека владата се труди да работи повеќе за да обезбеди дополнителни средства, односно да создаде поволна деловна средина за бизнисот да се развива и да можат работниците да добијат повисока плата. Освен платите, растат и пензиите. Од задутре на сметките на највозрастните граѓани ќе легнат по 1000 денари повеќе, а напролет ќе има зголемување уште за по 1000. Со тоа вкупниот раст на пензиите за 2 години ќе биде 7000 денари.